Благодарам за репликата и благодарам за пофалните зборови, колешке Лазареска. Се потрудив, колешке, тоа ни е работа, да се подготвуваме за она што го предлагаме, или поточно низ средбите од граѓаните, од нив го слушаме она стручното што треба да го предлагаме. Во однос на тоа дека сме поднеле ист амандман и која е разликата, не беше во ред мене да ме прозивате, ама неважно, ќе одговорам. Значи, разликата меѓу мојот амандман и амандманот што следува е што со мојот амандман се бараат средства за соларни колектори, за затоплување на вода, а со средниот амандман се бараат средства за струја. Значи, колешке, хаос сторивте во енергетскиот сектор и наместо да го прифатите овој амандман и бар трошка помош да видат граѓаните или барем да молчите кога е во прашање енергетиката и животната средина, вие уште се силите овде, не сме знаеле која е разликата меѓу едниот и другиот амандман. Ево, одговорив. Значи, силата, колешке, ја видовте на улиците во Скопје во саботата. Допрва и ќе ја гледате силата после одбивањето на оние 2800 денари амандманот на ССМ за јавниот сектор, за кој денес, колешке Лазареска, град Скопје, слушнете ме внимателно, најде начин како да ги исплати, бидејќи кога се има волја, ќе се најде и начин, колешке. Овде проблемот е што се има волја само за криминал, а никако за помош. Токму затоа, колешке Лазареска, ВМРО ДПМН има 20% поддршка наспроти Социјалдемократскиот сојуз со само 16% поддршка. Според граѓаните, како според кој? Според анкетите. Според анкетите и истражувањето на јавното мислење. Тоа што секоја прилика ја користите за да злоупотребите средства, тоа е веќе друга приказна. Значи, предходно, пред некој месец, односно во јануари, МВР додели тендер од $500 000 за сончеви колектори за топла вода. Кој го доби тендерот, колешке? Наместо тоа да биде фирма со 20 години стаж и успех, специјализирана за климатизација, соларна енергија и водовод, која што си аплицирала уредно на тендерот го добива, замислете, фирма со основна дејност транспорт. Значи, и која попатно е и друштво со ограничена одговорност на едно лице. Затоа викам, сплетки ќе направите и во ова, и браво ќе ви речам откако ќе се имплементира мерката. Да подсетам уште еднуш дека во делот на стимулативните мерки за користење на сончева енергија во домакинствата, ВМРО ДПМН ја воспостави практиката и секоја година се субвенционираа дел од средствата за инсталирање на соларни системи уште од 2012 година. Значи, во 2012 година беше воведена мерката за субвенционирање на 30% за инсталирање на соларен термален систем со кој се обезбедува ефтина топла вода, мојов амандман сегашен, различен од онај што следува, за најмалку 500 домакинства. Колку средства се издвоија од буџетот за оваа цел? 6 милиони денари. Овдека ќе завршам и ќе ви кажам за се што ве интересира понатаму во однос на енергетиката, ќе си го прашате Ковачевски, тој знае се. Ви благодарам.